организација која што ги заштитува човековите права и ги следи состојбите со човековите права во земјата, говори за фактот дека концептот едно општество е цел и на Хелсиншкиот комитет за човекови права и на граѓанскиот сектор во целина. Ние од повеќе аспекти сме засегнати и ќе го следиме спроведувањето на стратегијата. Ние сме вклучени во повеќе кластери кои што работат на концептот едно општество, од проста причина што мандатот на Хелсиншкиот комитет е навистина многу широк. Ние ги штитиме речиси сите права на граѓаните, но особен фокус имаме секогаш на маргинализираните групи, кои што особено беа на удар во времето на режимот со кој што се соочувавме речиси 11 години и кој што доведе до тоа да Република Македонија стане земја во која што поделбите и се речиси главна карактеристика. Македонија е мултиетничка, мултикултурна и мултиконфесионална држава, но во исто време е и земја во која што најголемиот дел од случаи на говор на омраза и кривични дела од омраза се токму по етничка основа, понатаму верска и секако политичка припадност, нешто што во изминативе години особено доаѓа до израз и во нашите податоци. Меѓутоа, сите тие феномени се продукти на еден феномен за кој што говореше и Петри, тоа е феноменот на дискриминација. Значи, во Македонија долги години не се зборуваше за многу ранливи групи кои што беа дискриминирани. Во Македонија многу години не се заштитуваа тие групи од феноменот на дискриминација и токму говорот на омраза и понатаму делата од омраза беа оние феномени кои што припадниците на тие групи ги повредуваа. Во Хелсиншкиот комитет ние особено ги следиме состојбите кога станува збор за младите луѓе, со оглед на тоа дека секоја година организираме школи за човекови права, во кои што водиме сметка да има мултиетнички состав. Она што секоја година го забележуваме, без исклучок, е дека младите луѓе кои што доаѓаат од чисти етнички средини, речиси никогаш не биле во друштво со друг млад човек од различна етничка заедница. Нивните сваќања, односно нивните неразбирања, се предмет на нашата работа. Она што се случува после недела дена од работењето со младите луѓе, навистина е нешто на што јас секоја година да речам дека се воодушевувам, бидејќи токму незнаењето е тоа кое што ја создава омразата. Младите луѓе не знаат за културата на другиот, не знаат за историјата на другиот и тука јас го гледам основниот проблем. Во стратегијата се ставени сите важни сегменти кои што треба да придонесат за тоа да Македонија навистина биде држава, односно едно општество. Меѓутоа, корените јас сепак ги гледам во образованието. Многу често во разговорите со нив, кога ќе ги прашаме, дали знаете нешто за албанската историја, албанската култура, албанскиот фолклор. Знаете што ни велат секогаш? Па не, професорката ни вели тие лекции дека ќе ги прескокнеме. Истото се однесува и со припадниците на другите етнички заедници. Тоа што сторителите на кривични дела од омраза и жртвите на дела од омраза се младите луѓе е последица од таквиот однос кој што го има наставниот кадар во образованието. Сегрегацијата која што ни се случува исто така по училиштата е причина за поделеноста помеѓу младите луѓе, особено по етничка основа. Овие согледувања не се нешто ново. Овие согледувања со години наназад се повторуваат. Дека не може да се постигне сплотеност, јас зборот толеранција не го сакам. Да толерирате некого значи да, како да ви кажам, едноставно да молчите, а во себе да чувствувате дека
сепак нешто не е во ред со тој човек што е до вас, а е различен од вас. Јас повеќе преферирам да го користам зборот прифаќање. Значи, концептот на едно општество не може да се случи доколку не дојде до прифаќање на различностите. До прифаќање на различностите не може да дојде доколку не сватиме што значи таа различност. Во Македонија има различни групи за кои што луѓето воопшто не сакаат ни да зборуваат. Например, ЛГБТ заедницата. Луѓето кои што имаат поинаква сексуална ориентација. Затоа сметам дека образованието е клучно, учењето за другите култури, другите јазици, туѓата историја е многу важно прашање. Граѓанското образование, сексуалното образование на младите луѓе исто така. Она што исто така сметам дека мора да биде, односно да произлезе како активност од оваа стратегија е инволвирање, односно сплотување на младите луѓе во заеднички проекти. Пред неколку години работевме на проект на говор на омраза и имавме по општините на локално ниво, ги посетувавме училиштата и ги посетувавме сите оние делови од градот каде што беа испишани графити со говор на омраза. Успеавме да најдеме млади уметници кои што се нафатија врз тој говор на омраза да нацртаат убави слики. Проектот испадна многу успешен. Отидовме во општина Гостивар. Ова сега го кажувам како позитивен пример. Презентирајќи го тоа што сакаме да го направиме во општина Гостивар, младите луѓе ни рекоа, па ние тоа веќе го имаме направено. Во Гостивар, например, има младински совет, каде што младите луѓе од сите различни заедници дошле до идеја да го направат тоа што ние го направивме по другите општини. Јас не велам дека може би има и во другите општини такви примери, го давам како нешто со кое што јас лично сум се соочила. Јас сега за сега немам забелешки по однос на стратегијата. Мислам дека се опфатени сите клучни области кои што треба да бидат опфатени, мајки ги предвид предизвиците и проблемите со кои што сме се соочувале годиниве наназад. Она што секогаш ќе ми останува како, да речам, стравување е имплементацијата. Бидејќи Македонија е позната како земја која што знае совршено добро да ги стави работите на хартија, меѓутоа кога ќе дојде моментот на имплементација, да едноставно не успее. Имплементацијата секогаш била проблем во Македонија и имплементацијата е особена важна кога станува збор за оваа стратегија. Меѓутоа, затоа е тука граѓанскиот сектор кој што е вклучен во работните групи и сметам дека нашата вклученост не треба да биде разгледувана само од аспект на нашиот придонес во работата на работните групи, туку и од аспект на мониторинг на тоа како ќе се спроведува понатаму стратегијата. Среќа што засега критиките на граѓанскиот сектор од страна на оваа влада се уште се примаат продуктивно, односно се разбираат продуктивно и се реагира. Јас милувам да кажам дека го злоупотребувам многу често овој период на соодветно разбирање од страна на власта на нашите критики, за да можеме да ги постигнеме целите кои што сме ги зацртале, а немавме можност да го направиме тоа во изминатите 12 или 13 години. Јас тука ќе застанам за да им оставам простор на другите говорници, но сум отворена понатаму за сите прашања. Благодарам. Почитуван председател на Совет на општина Струга, господин Ресул Кава. Почитувана господја Уранија Пировска, извршна директорка на Хелсиншки комитет за човекови права. Почитуван Алберт Хани, директор на регионалната канцеларија за соработка со млади РИКО. Почитуван господин Роберт Аладјозовски, председател на координативното тело за изготвување на стратегијата. Почитувани советници, представници на граѓанските здруженија, почитувани представници на медиумите, почитувани граѓани, почитувани останати учесници.
Во име на владата, денес имам чест и задоволство да ве поздравам и да ви се заблагодарам за учеството и за покажаниот интерес да дадете ваш придонес во градењето на концептот за едно општество и интеркултурализам во Република Северна Македонија. Оваа влада во својата програма јасно стави до знаење дека ќе гради општество по мерка на граѓанинот. Општество во кое што сите граѓани и сите заедници ќе се чувствуваат еднакви во остварувањето на своите права и слободи и сите ќе имаат еднаков пристап до јавните ресурси, јавните услуги и ќе градат култура на взаемно почитување и одговорно однесување меѓу себе и кон државата. Општеството не е апстрактна категорија, општеството сме сите ние, граѓаните, организирани во граѓански организации, бизнис секторот, па и институциите на централно и на локално ниво. Какво ќе ни биде општеството зависи од нас самите. Од носителите на јавните функции, но и од секој граѓанин поединечно. Владата пак е таа која што треба да создаде амбиент за да може концептот за едно општество и интеркултурализам да се гради и да се имплементира. Како што беше кажано, нашата држава има традиција на институционална организација, во нормативна смисла не заостануваме, напротив имаме позитивна законска рамка во однос на почитување и заштита на човековите права, воспоставени институции и на национално и на локално ниво кои што ги третираат суштинските прашања како што се недискриминацијата, спречување на корупцијата, еднакви можности меѓу мажите и жените, комисии за односи меѓу заедниците на локално ниво. Меѓутоа, од друга страна, сепак имаме поделено општество по многу основи, социјална, етничка, религиозна, политичка, полова, урбано, рурална и веројатно и многу други основи. Во услови на ваква поделеност не може да се зборува за целосно функционално општество, ниту за целосно функционални институции, што директно се одразува на остварувањето на човековите права, на демократскиот развој и воопшто на вкупниот развој на општеството и на државата. Тоа се гледа, тоа се чувствува и затоа многу млади луѓе во континуитет последната деценија особено масовно се иселува од државата независно од етничката припадност, а секако една од причините е борбата за екзистенција и подобра работа и заработка, но исто толку важен е и вкупниот амбиент во општеството. Колку секој граѓанин се чувствува заштитен од институциите, како е третиран пред шалтерот на службеникот, дали има пристап до сите неопходни услуги, дали има чувство дека го добива од државата и од општината она за што секојдневно издвојува во државната и општинската каса, дали институциите работат транспарентно и одговорно, дали се отчетни пред граѓаните и дали граѓаните се вклучени во процесите на донесување на одлуките. Државата и општините креираат политики, тие се одговорни за нивната имплементација, но во процесот на донесување на одлуките треба да се тргне секогаш од потребите на граѓаните. Добра политика е само таа која што решава проблеми и која што отвара нови перспективи кои што кореспондираат со оние на секако демократскиот и развиениот свет. Концептот за едно општество и интеркултурализам може да се развива само во демократско и економски просперитетно општество и обратно. Демократијата и економскиот развој не може да ги има без почитување на човековите права, без функционални институции кои што ќе ги штитат правата на граѓаните, ќе ги обезбедуваат услугите на најдобар можен начин, ќе создаваат поволен бизнис амбиент и можност за професионална и лична реализација на секој граѓанин. Токму затоа владата и во својата програма посебно ја акцентираше потребата од градење на концептот за едно општество и интеркултурализам. Општество во кое што наместо поделеност ќе постои синергија на човечкиот потенцијал без разлика на верската, етничката, политичката, половата и другите различности. Колоритноста на општеството е нашата најголема предност, која што, ако знаеме да ја негуваме, ќе ни возврати со благосостојба и подобар живот за сите. Внатре, во нашата држава сме различни, секако во позитивен контекст, но кога ќе излеземе надвор, сите ние сме граѓани на Република Северна Македонија. Како ќе се представиме, така и ќе не гледаат. Ако сакаме да не видат во подобро светло, како
перспективни европјани, кои што без проблем ќе се вклопат во европското шаренило на норади, кои што споделуваат еднакви вредности. Луѓе кои што и покрај разликите знаат да се почитуваат и да соработуваат меѓу себе. Пред се ние сите сме граѓани на оваа земја и наша одговорност е да ја чуваме и градиме на начин кој што сите ќе ни донесе подобра и побезбедна живеачка. Почитувани, денеска и подетално беше презентирана нацрт стратегијата за градење на концептот за едно општество и интеркултурализам. Видовме, овој документ има за цел да ги детектира главните столбови и активности преку кои што на овој концепт ќе му се даде шанса да заживее, за да биде наш автентичен модел, препознаен не само кај нас во регионот, туку и пошироко. Станува збор за концепт кој што се заснова на 7 главни столбови, како што видовме, и ќе се имплементира преку различни секторски политики. Како што беше кажано, истиот е поставен на веб страница, соодветно и може да се погледа и апелирам тоа да го направите. Беше споменато, локалната самоуправа е секако еден од главните столбови, затоа што и не само во делот на локална самоуправа, и туку во другите сегменти има удел локалната самоуправа, затоа што најголемиот број закони се имплементираат токму на локално ниво. Огромна е лепезата на суштински јавни услуги кои што се одговорност на локалната самоуправа. 80 општини се на некој начин 80 локални влади кои што функционираат согласно актуелните закони, пред се законот за локална самоуправа и законот за финансирање на единица на локална самоуправа, но сигурно има уште стотина други секторски закони кои што имаат одредени ингеренции, надлежности во локалната самоуправа. Првиот впечаток за функционирање на државата граѓанинот секако го добива преку функционалноста на општината и пред се на јавните претпријатија и установите формирани од општината. Односот на државата кон граѓанинот се одмерува преку обезбедената пристапност до јавните објекти за лицата со попреченост, преку односот на службеникот зад општинскиот шалтер, преку квалитетот на услугите во областа на образованието, социјалната заштита, решената инфраструктура, преку развиени и функционални механизми за учество на граѓаните и за контрола на работењето на локалните власти. Во акцијскиот план сето ова е опфатено. Документот до фаза на нацрт е изграден во еден широк консултативен процес кој што траеше наназад 6 месеци. Многу од вас, граѓанските активисти, претпоставувам дека бевте вклучени. Овие предлози кои што главно дојдоа токму од граѓанскиот сектор повторно ги разгледуваме преку овие регионални средби во сите плански региони и стратегијата е отворен документ кој што треба да пулсира со потребите на општеството и затоа треба да произлезе од граѓаните, затоа што секако тие најдобро знаат што им фали и што мислат дека она што треба да се направи, во која насока треба да се делува. Идејата е до крајот на годината да биде донесен 3-годишен документ кој што ќе ги поттикне процесите на соработка и почитување во функција на градење на едно општество за сите подобро и попросперитетно, во кој што секој граѓанин ќе може да си го најде своето место, да живее безбедно, да работи и да придонесува за развојот на државата и на општеството, затоа што, како што кажав преска, општеството е одраз на граѓаните и на институциите, а сите ние нормално сакаме да ни биде подобра живеачката и да се осеќаме посреќно и поубаво. И токму затоа, по презентацијата што ја видовме и по нашите дискусии, сакам да ве повикам и вие активно се вклучите во дискусија со ваши предлози, со прашања, се со цел да на крајот се добие еден поквалитетен документ. Ви благодарам. Навистина ми е чест денеска да бидам тука со Уранија, пошто ја знам долго време од граѓанскиот сектор, ето сега и Дејан од владин сектор, јас од меѓувладин сектор, пошто е РИКО е меѓувладина организација, тоа стои за регионална канцеларија за младинска соработка.
Да, со Ресул сме тука, сме соработувале, Петрит, Роберт, и намерно не ве персирам, поради тоа што ако документот зборува за поделба, не би сакал да се поделиме тука по однос и на функции, и на тежина на тие функции. И токму тоа го ценам најмногу, што овој концепт промовира еднаквост, овој концепт промовира не само елиминирање на таа поделба, но промовира една нова можност за сите, посебно за младите кои што знаат да ја искористат подобро иднината, кои што имаат повеќе инстинкти за опстанок него што ние сега имаме како постари особи кои што се грижиме за други детали. На презентацијата сакам само на две точки да се задржам. И тоа немам намера многу долго да го направам, само би сакал да провоцирам некои работи и би почнал одма со тоа што ќе кажам од почеток дека најдобрата работа што ја гледам во овој концепт е тоа што не зборува, знаете, за она само релација меѓу македонци и албанци, туку зборува општо за релација, значи меѓу сите немонски групи, културни групи кои што постојат во Македонија, во Република Северна Македонија, сега се навикнувам уште, се извинувам. Значи учиме се уште едни за други. Ние за сега слободно би рекол дека можеме само да се пофалиме дека не се знаеме. И ќе ни треба многу голема работа да се знаеме едни со други. Можеби често ги слушам тие коментари, да, имам пријател албанец, ром, не знам, хомосексуалец, па јас сум сега, пак ќе користам зборот. И многу е фин, тоа најмногу мене ме нервира, посебно како албанец, токму тоа за мене е сигнал дека навистина не се знаеме, дека многу малце се знаеме. За жал тука голема улога играше и политиката која што цело време низ целиот период на транзиција промовираше дуализам и паралелен живот меѓу сите немонски групи, културни заедници кои што постојат во државата. Овој дуализам и паралелизам креираше и многу стравови меѓу сите нас, а тие стравови доаѓаат од тоа што го кажа и Уранија од непознатото. Доаѓаат од тоа наша пасивност да превземеме чекор, да ги запознаеме повеќе другите. Затоа што колку што повеќе ги знаеме другите, колку што повеќе ги знаеме комшиите, ние самите повеќе ќе се спознаеме. Концептот за едно општество, ценам дека е навистина еден последен удар односно врз национализмот кој што се негуваше цело време и целиот овој период на транзиција. Мислам дека тоа е добро за окружување на еден процес во кој што за жал богатите, мислам, се богатеа политичари кои што го користеа национализмот за нивни лични придобивки. Овие се за мене квази политички елити кои што направија многу големи грешки низ целиот овој период на транзиција. Можеби не сме свесни, можеби ќе кажеме да, имам пријателка од друга етничка културна заедница, но ние не сме свесни што значи да се излезе на улица и да се види таа разлика. Се околу нас ни кажува колку сме ние различни. Од начинот на кој што се грижиме за природата, па се до начинот на кој што се градат монументи и статуи по секое чоше, со дозвола, без дозвола. Верувам дека многу од вас не ни биле ниту знаат што постојат по селата, најмалку знаат, например, и тие албанци знаат за тие илјадници, сега не се ни стотици, илјадници се статуи по Скопје, а сигурен сум дека ниту еден македонец имал можност да види што се има по селата од типот на монументи. Сите овие се символи кои што покажуваат не само колку сме различни, него колку се мразиме. Затоа ценам дека овој концепт една сизифовска работа која што ја преземале индивидуи кои што успеале да го вметнат тоа во системот и да на некој начин ја поттикнат државата да преземе не само одговорност, него и да се мотивира тоа да го промовира, тоа што досега има сите страв. Навистина сум бил дел од неколку стратегии, неколку проекти кои што ги има имплементирано државата и да, тоа точно сме ставиле многу работи на хартија
Имаше, например, стратегија за интегрирано образование, на време се промовираше, се работеше доста на тоа и бев дел од тоа. И да, многу работи остана само на хартија. Се работеше на активности, но без финансии џабе ви е и стратегија. А тие финансии нормално треба да бидат во склад со активностите кои што оваа стратегија ги антиципира. Друга работа што општо и во сите стратегии, се надевам дека нема да биде во ова, е тоа што често сензитивните, чувствителните работи ги оставаме на крај. Тоа се случи со стратегијата за интегрирано образование, се работеше на многу убав документ, долго време со многу експерти работевме и на пример делот за кој што требаше да се работи за историјата, за минатото, кој што беше многу сензитивен, денеска не е отворен. Тоа е еден зачутен мораториум кој што го прифатија тие политичката елита и денеска не е работено на тоа, па се надевам на вистина дека таквите чувствителни работи нема да стојат на крајот од приоритетите на оваа стратегија. Ја имам среќа што сум дел од работната група во кластерот за млади, па таму давам директно придонеси во развојот на тој дел за младите, посебно за тоа што работам за таа регионална канцеларија за младинска соработка. И да, имам искуство во соработка и со млади, а посебно сега во улога на директор на регионалната канцеларија за младинска соработка и имам една, би рекол, регионална перспектива, регионален поглед на работите сега. Тоа што за сега би можел да кажам за младите е дека тие на вистина прво позитивно би рекол дека ето, например, Фридрих Ебек Штифтунг имаше една анализа во која што се увиде дека сите млади, без разлика на тоа дали се македонци, албанци, роми, сите млади во нашата држава делат комплетно исти вредности и тоа математички, статистички покажано таму. Тоа многу значи дека за мене значи дека имаме основа да работиме на ова што вие го имате пишано. Но тоа имаше и други податоци кои што беа и негативни, на пример социјалната дистанца помеѓу албанците и македонците се зголемува за разлика од лани и другите години. Тоа не знам што се случува овие години, но е добро и да се анализира и да биде дел од вашите понатамошни активности. Да не спомнувам дека таа социјална дистанца е тоа што Уранија кажа преска со хомосексуалците и со затворениците, например, неќат ни да слушнат ни да бидат комшии со нив. Значи има многу лоши работи кои што за жал постојат на терена. Ние како РИКО, пошто сме фокусирани токму на тој интеркултурализам, сакаме таа врска помеѓу различните култури да се зајакне. И тоа да стане не само рамка, тоа да биде не само символка де што вие ќе влезете во едно училиште и ќе речете, окей, ќе ја трнам ова иконографија која што значи поделба и ќе ставам нешто заеднички. Тоа би значило и оживотворување на овој концепт на интеркултурализам во сите нас. Тоа значи дека јас кога ќе излезам на улица нема да дозволам мојот син да збори нешто лошо за другиот. Ниту пак ќе дозволам меѓу пријателите албанци да кажат нешто лошо за другите етнички културни заедници. Значи ќе биде дел овој интеркултурализам, ќе биде дел од едноставно од мојот живот. Тоа навистина ќе треба голема работа и свесен сум за тоа, но ние како РИКО придонесуваме тоа сближување да биде не само на национално ниво, туку и на регионално ниво. Нашите проекти, например, покажуваат само од апликациите, кои што досега се низ два отворени повици, 800 апликанти, еден од условите е тие да соработуваат со друга држава од Западен Балкан, покажуваат дека младите имаат потреба од мрежување. Младите имаат потреба не само од мрежување, него и од движење во регионот. Така, да ги запознаат комшиите, како што ние треба да ги запознаеме комшиите тука во градот, тие уште повеќе, значи, имаат желба да одат да ги видат земите во Западен Балкан и да учат едни од други. Нешто што не сакам да алудира на сега на Југославија, но ценам дека овој концепт на едно општество
потполно би одговарал на концепт кој што би требало да го прифатат и сите држави во Западен Балкан, а со тоа и можеби да се креира еден концепт заеднички на сите држави со еден концепт за ова едно општество. И ова би помогнало верувам во нашата благосостојба, во економски, значи некој просперитет, а најмногу се нам дека би помогнало да се интегрираме многу побрзо во Европска унија. Значи ако ние прво се интегрираме овде на национално ниво, па на регионално ниво, тоа многу лесно може да се случи и на европско ниво. Да покажеме дека сме пример, имаме многу точки од каде што може да учиме. Значи, и еден факт би сакал да кажам во однос на РИКО, во однос на тие проекти. Ние често зборуваме колку македонците и албанците, значи ето, има таа поделба, меѓутоа интересно во проектите наши се покажува дека најмногу линкови има меѓу државите, има меѓу Македонија и Албанија, во однос на проекти зборувам сега, во однос на партнерство. Ова е пак една добра основа која што може да ни помогне и не само да развиваме повеќе активности во однос на стратегијата, но навистина тоа да го оживотворуваме и да го направиме во една заедничка визија која што ќе одговара на нашите заеднички потреби и ќе донесе повеќе во поголема благосостојба. Дозволете за крај уште да кажам дека знаете, многу работи се вака од една презентација која ќе слушнете звучат како општи. Најголемиот страв во ваквите документи ми е тоа да бидат навистина општи терминологии. Например, афирмативна акција, тоа треба посебна стратегија само за афирмативна акција, а тоа во еден документ е само еден збор. Се плашам од ова дека може да после да се како да кажам, едноставно да се изгуби тежината на документот, поради тоа што јас верувам во овој документ, знам колку ето сите вие кои што сте ангажирани околу овој документ сте вложиле и колку консултации со невладини организации, младински организации имало. Знам дека не само е во моја лична корист, него е во општа корист на сите и дека ќе ни помогне да докажеме дека ние тоа можеме да соработуваме и да ги елиминираме сите граници кои што досега ни ги креираат тие квази политичари. Të nderuar të pranishëm, nderuar zëvendës ministër, nderuar zotëri Saraqini, edhe kolegun tim, misafirin, apo edhe vendasin ton, zotëri Hani, të nderuar këshilltar, të nderuar bartës të funksioneve të ndryshëm, të nderuar të pranishëm të medjave, e përshëndes këtë debat që me të vërtet ka të bën shumë për ne si pushtet lokal, të mënë si komunitet në komunën e Strugës, që pa dyshim jemi ndër komunat të cilat kemi të bëjmë pikërisht me këtë temë e cila është edhe temë diskutimi për sot. Mondet, po. Почитувани, значи, прво, поентата е дека ова е многу важна дебата, особено за нас како град, како општество, локална заедница, која што функционира во овој аспект. Ne si bartës të funksioneve të ndryshme, në veçanti unë si kryetari Këshillit të Komunës së Strugës, veç jemi dhe në kontakt me shumicën e komuniteteve të ndryshme këtu, do më thonë, mos përsëritim ato të cilët i përsëritën më herët edhe parafolësit, do më thonë, Maqedon, Shqiptar, po këtu, si Strugë, neve si komunitet, kemi të bëjmë edhe me komunitetet tjera, të cilët i bimi ndesh gati çdo ditë me nevojat dhe kërkesat e tyre. Како носители на јавни функции, ние секојдневно се среќаваме со граѓаните,
Тука кога зборуваме за граѓаните на Струга, не се пред се само македонците и албанците, туку секојдневно се сретнуваме со граѓани од многу различни заедници и со нивните потреби. Kështu që neve i përkrahim, neve edhe i pranojmë dhe jemi këtu për ata, sepse me një farë mënyrë tash të bëjmë edhe politik, kemi marrë edhe obligimin, kemi marrë edhe votbesimin atyre, por pavarësisht kësaj, ato janë pjesëtarë të këtij komuniteti dhe që meritojnë të trajtohen njëjtë ashtu si edhe komunitetet tjera, domethënë që janë shumicë. Ние ги поддржуваме овие граѓани, ги примаме, тука сме за нив, не само поради тоа што сме со граѓани, туку и поради тоа што ја добивме нивната доверба и работиме се за да ги оствариме нивните залажби. Tash i vështirësi ka, domethënë edhe pushteti lokal, por edhe në nivel qendre vështirësi kemi shumë, mirë po neve mendojmë që me ndihmën e juaj, por edhe me ndihmën e komunitetit në përgjithësi me anë të sugjerimeve të juaja, ne t'i kapërcejmë edhe t'i kalojmë edhe të arrijmë rezultate sa më të mira. Проблеми секако дека имало, но се надеваме дека со ваша помош и поддршка ние ќе успееме сите овие проблеми да ги разрешиме. Ju faleminderit edhe një herë për vëmendjen, edhe ju uroj punë të mbarë, edhe kalofshi një ditë të bukur këtu në Strugën tonë të bukur. Ви благодарам уште една за вниманието и се надевам дека ќе поминете еден убава дискусија и убав ден тука во наша Струга.